за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели, добра вечер. Добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков на брановите на Радио Слободна Македонија, кое што секогаш во овој термин недалава во после 20 часот се емитува на оваа фреквенција. Ние и тематиката на емисијава ја замисливме тако, значи се занимаваме со проблемите на актуелностите и поточно речено со проблемите во политиката и актуелностите кои што произлегуваат од самата и кои што на некој си начин се уште ние сакале или не да признаеме е во фокусот на вниманието на целата македонска јавност. Дори се оди до таму да се каже дека и целата оваа политичка криза, која што всушност ја предизвика политичките чинители на македонската плуралистичка сцена, политичка плуралистичка сцена, всушност ја ставија Република Македонија, граѓаните на Република Македонија во заложништво. Но било како било, крајот на патот се насетува, барем така велат поискусните аналитичари, политичари и сите оние кои што едноставно го чекаат и го очекуваат крајот на оваа политичка криза, која што е навестена или поточно речено е договорена, под знак прашалник, на 24 април 2016 година. Значи, на седница на Собранието на Република Македонија, тоа сигурно сите знаете, е одржана, мислам дека беше на 9.11.2015 година, пратениците го донесоа законот за измени и дополнување на изборниот законник. Тоа беше почетокот на решавање или поточно речено приближување на решавањето на кризата која што, како што рековме, сите ја очекуваме во Република Македонија со низиниот епилог. Македонија повторно да се врати на стариот економски реформски колосек и да се грижи за иднината и при реализација на проектите на владата на Република Македонија. Во овој случај, бидејќи ќе има нови избори, тогаш ќе ги поздравиме победниците во оваа трка, се со цел да пружат проекти и дела кои што се разбира ќе бидат по мерка и мерак на нашите граѓани. Во законот што го спомнав за измените и дополнување на изборниот законник само оди во прилог на констатацијата дека забетониран е датумот на изборите, тој е 24 април оваа година, и покрај тоа што опозицијата се обидува на секој начин да изнајде причина како тоа да го одложи или поточно речено да го стопира, не размислувајќи дека на тој начин може да се да биде ништовен пржинскиот договор. Епилогот, реперкусиите и консеквенциите кои што ќе произлезат од сето тоа се далекосежни. Но затоа нема вечерава да дискутираме, почитувани. Сакам вашиот фокус на внимание да го задржам токму во актуелностите кои што се преполни со парадокси и кои што едноставно одат кон констатацијата дека македонската плуралистичка сцена се уште не ги прелегала детските политички сипаници. Зошто? Затоа што дури во 4 члена на донесениот закон за измени и дополнување на изборниот законник, дури во 4 члена од овој закон точно се е дефиниран датумот на одржувањето на предвремените парламентарни избори. Тоа е 24 април 2016 година. Ќе кажев за малку фамозен од проста причина што постојано во нашиот жаргон, во нашите дискусии, во нашите пријателски или било какви други разговори, секогаш се дискутира и секогаш предничи токму овој датум 24 април. Значи, представниците на партиите во законодавниот дом се договорија, не само што се договорија, тоа го изгласа, во преодните и завршните одредби, односно во членовите 78, 80, 82 и членот 83 да стои датумот покрај останатото и датумот кој што, како што рековме, сега опозицијата реши да не го почитува. Без разлика што незините представници во законодавниот дом го стиснаа зеленото копче токму за овие измени на изборниот законник. Се разбира, значи, како што реков, опонентите во преку своите пратеници гласаа за, но лидерот на СДСМ се уште е актуелен по своите панични обиди да го избегне, ако може така да се каже, соочувањето со народот.
да ги покази законите и по дадениот збор едноставно да го преименува онака како што тоа често пати знаеше да го прави прилику давајќи разни своји изјави кои што крајот на денот не го доживува затоа што следеше, како може така да се каже, измена на истите со нова контра диаметрално спротивна содржина. Од тука реков дека емисијата неслучено нарекуваме и абсурди, кои што абсурди всушност се и како тема на нашата анализа. Што може на Заев и на опозицијата да им донесе токму ваквото негирање на 24 април 2016 година? И онака нискиот рейтинг, всушност кој што едноставно му се закани на Социјалдемократскиот сојуз, оди во прилог на ваквите констатации дека ќе ги постигне историските рекорди, ако може така да се каже, по најнизок рейтинг. Се разбира од причини што граѓаните се бараат излез од наметнатата ситуација и ова се разбира секако дека ќе действува или поточно речено ќе го урне и онака нискиот рейтинг на партијата и на самиот лидер. Тогаш се поставува прашање зошто СДСМ молчи? Зошто во СДСМ и покрај тоа што знаеме дека располага со млади, перспективни, пред се стручни политичари, аналитичари, луѓето кои што едноставно покажале како и знаат како се води политиката, се однесуваат така едноставно, поточно речено рамнодушно и покрај онаа што Заев го сервира секојдневно на македонската политичка сцена. Апелот да се распишат предвремените парламентарни избори за 24 април без разлика дали СДСМ ќе учествува или не, е конечно решение на поголемиот број на граѓаните на Република Македонија кои што инсистираат со тоа, сметајќи дека ќе се стави конечно крај на политичката криза која што создаде токму лидерот на Социјалдемократскиот сојуз господинот Зоран Заев. Ниту еден аргумент со кој излегува опозицијата за одложување на изборите не држи вода. Што значи тоа одложување? Мислам, дали беше шпекулација или па се насетува дека единствено што може да се промени датумот е некаде се споменува 5 јуни и ако земете во обзир од 24 април до 5 јуни дека има нешто повеќе од месец дена, се прашуваме кому и што ќе помогне токму измената на самиот датум. Дали за тој месец дена господинот Заев и Социјалдемократскиот сојуз ќе успеат да го покачат својот рейтинг, која што е единствената причина зашто не сакаат да учествуваат на овие избори, затоа што, искрено да ви кажам, човекот кој што едноставно ги бараше изборите, како насушна вода што велат нашите стари сограѓани, едноставно бега од самите избори. Несватливо и парадокс е опозицијата во било кое друго општество да се труди да одлага избори наместо едноставно да ја прекине, да го прекине владењето на позицијата и да ги скрати тие собствени маки. Додадме во ситуација да бидеме заложници, како што реков и во претходното моје излагање, на чудното однесување на Заев како лидер на опозиција, кој што, искрено да ви кажам, си имам право да кажам, малтретира 2 милиони луѓе. Добро, не да ми замерат членовите на СДСМ и симпатизирате на Социјалдемократскиот сојуз, но, како што реков, се става голем знак прашалник. Дали и што работат оние кои што се, ајде да ги така наречеме, на струјата на политиките на Бранко Црвенковски. Јас имав можност, почитувани, искрено тоа ви го зборувам, во мандатот 2013 година со нив да бидам колега во собраниските клупи. И искрено да ви кажам, оваа гарнитура, поточно речено сите овие кои што застанаа за политиките на Зоран Заев, едноставно, сега да не омаловажувам, да не го узурпирам местото за да навредам некој така натаму, не може да се носи со оној квалитет и она стручност која што ја поседуваше тоа парламентарна група на Социјалдемократскиот сојуз. Но да се вратиме ние на нашата тема. Што добиваме? Што добива Македонија со одложување на изборите на 24 април?
Тоа би значило дека Република Македонија, а тоа што никој не го посакува, би навлегла во уште една многу подлабока криза. Можеби тоа е лајт мотивот во кој што всушност се бори Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, оваа гарнитура на Социјалдемократскиот сојуз. Можеби тие се повични да излегуваат и да демонстрираат улична демократија, наместо да прават агенди, да прават политички програми, да ветуваат, односно реални проекти, со кои што едноставно ќе се приближат до граѓаните на Република Македонија или потрешно речено до гласачкиот електорат, кој што ќе им го даде гласот и кој што на некој си начин ќе го покачи и онака нискиот политички рейтинг. Едноставно, нивната цел, според она се зимам право да кажам, дека не можат да ја гледаат Македонија во кое што има стабилна влада и кое што Македонија требаше да излезе на почетокот на самитот на Европа, односно пред почетокот на НАТО и самитот во Варшава. Тоа не го зборувам јас, тоа го зборуваат многу политички аналитичари, кои што едноставно сите во еден глас ја прочитаа, поточно речено ги симна маските на политичките опоненти на опозицијата. Со една констатација дека СДСМ нема елементарно чувство за државна политика. И на крајот на краиштата, сумо сумаре, се враќаме на самата констатација да се прашаме дали треба да го прогласиме Пржинскиот договор за ништовен. Да се распишат нови избори, без разлика дали опозицијата ќе учествува на тие избори или нема да учествува на тие избори. Тоа паднак сочува од друга страна на асоцира на друго нешто. Во СДСМ конечно дојде време да се избере ново раководство. Не сум ја тој кој што сака да им кумува, односно да им попува на членовите, симпатизерите и активистите на Социјалдемократскиот сојуз, но вакво нешто видено има и меѓу останатите политички партии. Можеби само да ги потсетам дека без реформи во самата политичка партија, во сопствените редови, не може да се очекува успех и напредување на политичката плуралистичка македонска сцена. Сите, освен СДСМ, морам тоа да го признам и така убеден сум, дека можат, сакаат и ветуваат дека може да се одржат фер и демократски избори на 24 април. Впрочем, трите подписника покрај Социјалдемократскиот сојуз во Пржино, тоа се водечката ВМРО, ДПМН, потоа ДУИ и ДП, се против, барем според она што можевме да го чуеме, да го видиме преку медиумите, односно поточно речено со нивните пресконференции, со нивните настапи во пред јавноста и така натаму, се против одложување на веќе закажаните избори, за кои што едноставно се залагаат и останатите присутни при подпишувањето на Пржинскиот договор. Тоа се представниците на ОПСЕ, амбасадорот на Европската унија и еврокомесарот Јоханес Хан. Дури парадоксот да биде поголем, Заев, кој што ветил дека едноставно ќе има такви избори со самиот подпис, едноставно добил и гаранција од она што најповеќе тој се плаши, или поточно речено во знак на водници, му смета, тоа дека и ОПСЕ и ДИК ветуваат, или поточно речено ќе обезбедат услови изборниот процес да може сите оние барања во изборниот процес да можат да бидат испочитувани, или поточно речено да се оди на брановата должина на политиките на Зоран Заев. Да потенцирам. Јас искрено почитуван и сум цврсто убеден дека неодговорните политички потези кои што ги влече овој пат лидерот на СДСМ ја уништува државата, а со тоа и како бумеранг и се враќа на опозицијата. Почитувани, тука предлагам да направиме една мала пауза и така каде што ќе биде поместен блокот на реклами и некоја ведра музичка нота, а потоа предлагам повторно се вратиме во студиото на Радио Слободна Македонија. Почитувани, еве повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. Вие го следите продолжетокот на најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Дискутираме за парадоксите, она што ни се случува на политичката сцена во Република Македонија, каде што со голем знак прашање се велам и понатаму
дали најновите избори, поточно речено новите изнудени на мускули донесени избори на 24 април исто така ќе бидат одржани и дали ќе бидат целосни. Од која причина? Од причина што СДСМ и Социјалдемократскиот, односно председателот на Социјалдемократскиот сојуз, лидерот Зоран Заев, едноставно бара прочистување на избирачкиот список, тоа му сметало, и уште една работа која што всушност го загрижува и едноставно е како некој адопт скрин во раковот е неговиот за да може да ги среди, односно поточно да ги воведе реформите во медиумите, кои што едноставно како самиот во една своја, како да кажам, несреќна изјава беше рекол дека медиумите, ги посочи кои се тие медиуми, се најголемите непријатели на политичката партија на Социјалдемократскиот сојуз. Но што се однесува до чистењето на избирачкиот список, почитувани, се зимам за право да ве потсетам на нешто. Оваа слика се повторува. СДСМ пред секој изборен циклус во земјава бара причина изборите да не се одржат или однапред најавуваат дека нема да учествуваат. Па се појавуваат на тие избори. А кога ќе ги изгубат тие избори, ги прогласуваат како нелегитимни. Тоа е можеби тактиката на која што или картата на која што ќе заигра повторно Зоран Заев, но како што реков, вистината, главната причина на Заев која што ја постојано потенцира и за која што вели дека изборите би биле легитимни, демократски, ненаместени и не знам кој уште збор, доколку избирачкиот список биде онаков како што посакува СДСМ, прочистен од можни начини на шпекулација. Само да потсетам, во пречистувањето, се сеќавате, на избирачкиот список, учествуваше токму еден негов сопартиец кој што има голема функција во Социјалдемократскиот сојуз, а тој е подпредседателот на СДСМ, господинот Дамјан Манчевски. Се сеќавате што имаше тоа изјавено претходно? Тој пред јавноста потврди дека избирачкиот список е прочистен и во него нема никакви нерегуларности. Значи, СДСМ, представуван или преку Манчевски, го признава прочистувањето на избирачкиот список согласно нивните барања, при што им биле дури и прифатени сите нивни забелешки и предлози. Нивните представници во Државната изборна комисија, во ДИК, тогаш посочи дека нема дополнителни забелешки. И тука би требало да ставиме точка. Но за жал, од сето она, поточно речено, што беше заклучок на Пржинскиот договор и со реализирање на сите точки кои што го содржа тој Пржински договор и така натаму, останаа само овие две забелешки, прочистениот список и медиумите за кои што се фати Зоран Заев и почна да го води танцот кој што во секој случај има погибителни чекори. Ајде да ќе ви цитирам за да бидам по-пластичен, поточно речено реален во своите настојувања, да ја кажам да го прикажам парадоксот на овие актуелности кои што навистина, како што реков, не ставаат во дилема. Што всушност Република Македонија за 24 години научи од овој плурализам? Кој се ја представува Република Македонија и во натрешната и надворешната политика? Какви политичари имаме ние? За овие 24 години вакви работи сега да не се случуваат? Таквото нешто, ако се случуваше, може би беше прифатливо и да биде актуелно на самиот почеток, на самиот старт. А веќе 24-25 години плурализам, да не се случува вакво нешто, тоа веќе многу зборува. Добро, меѓу редови сигурно ќе прочитате, но јас да се вратам, како што реков, на цитатот во кој што многу зборува. Ние настојувавме, отворен цитат, ние настојувавме на нашите заложби за фер и демократски избори, кои ќе се одвиваат според правилата и препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Можеме да заклучиме дека избирачкиот список е прочистен, затворен цитат. Тоа е нешто го изјави токму Дамјан Манчевски, представникот на СДСМ или поточно речено нивниот подпредседател. Што порача Хан кога дојде во Скопје? Се сеќавате на последната негова средба? Велам последната затоа што веќе
во ОТ е најавена нова средба, точно ново доаѓање на еврокомесарот Јоханес Хан, кој што во Република Македонија ќе дојде да види докаде сме приближни ставовите помеѓу двата политички опоненти за изборите. На 2 февруари реков дека ја најави својата официјална посета во Република Македонија. Еврокомесарот Хан јасно порача дека бил уверен од Државната изборна комисија, а да не забораваме дека председател на Државната изборна комисија е токму од редовите на СДСМ, дека може навреме да бидат завршени сите обврски, вклучувајќи го и прочистувањето на избирачкиот список. Сите се свесни и се убедени дека постојат услови за фери демократски избори, а свестен е и СДСМ. Сега ова, извинете, ама ние не сметаме така, нека биде за некои други прилики, затоа што во ноември беше изгласан овој термин во изборниот закон. Овој термин фигурира, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, фигурира како датум на кој што треба да се излезе на 4-тите воредни парламентарни избори во Република Македонија. Ова треба да би со кој што треба да се стави крај на политичката криза во Република Македонија. Проблемот во СДСМ е што и самото раководство, не само Заев, не само Шекеринска, не само Манчевски, него и сите оние кои што се во врвот, или е речено по председателството, тие што ја водат во дадениот момент, го водат Социјалдемократскиот сојуз, се свесни дека 24 април е крајот на нивната политичка кариера. Затоа, со судни маки се обидуваат и за последен пат целата држава и граѓаните да ги држат како залошници. Зошто? Зашто на Заев му е финтата, извинете на изразот, да биде во фокусот на интересирањето, во фокусот на вниманието. На тој начин тој купува време. На тој начин едноставно тој е во фокусот на интересирањето и ја држи фотелјата во СДСМ. Зошто? Последниот нивни состанок, кога требаше Централниот комитет, Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз да реши што понатаму со судбината на 24 април 2016 година, поголемиот дел од членството или присутните на тој централен одбор биле за да се излезе на изборите, освен Заев и неговата клика. Што значи дека тој нема да учествува децидно на закажаните избори на 24 април, но изгласале и уште еден парадокс за кој што вечерва реков дека ќе зборувам за парадоксите во актуелната наша политичка сцена, а тоа е нивните министри, господинот Спасовски и господјата Ташева Ременски, да останат во владата на Никола Груевски, како што тоа истото се однесува и до замениците во ресорните министерства кои што беа предложени од страна на опозицијата и кои што всушност се резултат и плод на пржинскиот договор. Сега мене не ми е јасно, а сигурно и вие ќе се сложите. Па како тоа? Ја ги негирам политиките на ВМРО, ДПМН, сакам со сила да го трнам и успеав. Еве, цитирам, успеав да го тргнеме Груевски од премиерската функција и така натаму, а од друга страна соучествуваме во политиките што ги води владата на ВМРО ДПМН. Не знам, јас размислував за вакви потези, но кога е СДСМ во прашање се е можно. Дори и соопштенијата на Социјалдемократскиот сојуз, имале можност тоа да го пратите, се полни со омраза, со деструкција, со фрустрации, кои што очигледно дека со појавата на Шилегов, со појавата на, ајде да не набројам некои други, Шилегов е барјактар на таквиот начин на изразување емоции, користејќи непристоен, најблагоречено непристоен вокабулар, всушност се ја покажува вистинската слика и идеите на кои што работи СДСМ се со цел, како што реков, повторно да предизвика криза во Република Македонија, од која што не знам кост бенефитот кој ќе го излече. Сигурно дека за ваквата паника за која што зборував, ајде да не мора да биде паника, на очигледна вознемиреност во СДСМ, се гледа и во соопштенијата, бидејќи нема ни еден аргумент во кој што тие, освен навреди, закани и силења, не покажуваат нешто друго. Токолку
не ми верувате или поточно речено, си взимам за право да го кажам тоа, некој се сомнева во моето излагање така натаму, доволно е само да ги прочешла дневните вестници и да ги прочита само насловите и ќе дојде до некој сознание. Па дури и оние кои што се на брановата должина на опозицијата. Значи, констатација. СДСМ ја држи државата предолго во заложништво, а народот очекува сериозност и зрелост. Очекува да одиме напред, почитувани слушатели. Тоа сите го сакаме за нас, за нашите дечиња, за нашите внуци, а не да се припукуваме на лична основа и со вакви неодговорни потези и риторика да ја пружаме лошата слика на Република Македонија. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, дозволете ми, тука да го завршам своето излагање во однос на парадоксите за кои што зборував на политичката актуелна македонска плуралистичка сцена, да ви отворам, ако е можно, или да ве насочам во една дискусија, дебата која што ќе ја водите помеѓу самите себе, без тенденција да ја фаворизирам или минимизирам нечијата улога во оваа плуралистичка политичка каша попара во Македонија. Едноставно, ако на сите во Република Македонија, а тоа сигурно ќе излезе како памфлет, ќе излезе како парола, лај мотив на програмите и кампањите што секоја партија ќе излезе, ќе го носи предзнакот за Македонија. Ако навистина ја сакаме Република Македонија, ако навистина на Република Македонија и сакаме добро и така натаму, да покажеме на 24 април, да излеземе сите на избори, па нека победи подобриот. Еве спортски израз, но во секој случај мислам дека кога е во прашање Македонија, ние сме македонци, се чувствуваме македонски, зборуваме македонски, во нас чука македонското срце да дадеме плюс на политиките кои што ќе оведат Република Македонија само напред. Јас сум доктор Јордан Пачков, водител и уредник на емисијата за македонските работи, кој што имате можност да следите секоја недела во 20 часот, кое што е всушност продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска сме 24 јануари 2016 година. Пријатно почитувани. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот.